издание на Newsflash ке гледате. Во САД само две партии доминираат на американските избори, Демократската и Републиканската партија. Дали на победок е трета партија која ќе го разниша американскиот гласачки систем? Фон дер Лајен од Берлин. Европската унија бара поддршка за обнова на Украина. Таа од Скопје утре ја започнува турнејата низ земјите од Западен Балкан. Милиони украински ученици се враќаат во училниците и покрај воздушните сирени. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чономовски. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денес повика на поддршка за брза рехабилитација на Украина, бидејќи таа се соочува со, како што ги нарече, напади од страна на руските сили врз цивилната инфраструктура. Говорејќи во Берлин на конференција за обновување на Украина, фон дер Лајен рече дека Русија очигледно работи на тоа да им ги прекине на украинците услугите за вода, топлина и електрична енергија. Таа рече дека таквите руски напади се чисти акти на терор. Фон дер Лајен го опиша обемот на уништување во Украина како запрепастувачки. Ова се тешки, страшни и болни денови за украинците, но украинците ни покажа дека имаат надеж и доверба во иднината и дека ќе продолжат да се борат за тоа. Нивната иднина е таа што не носи овде денес, рече фон дер Лајен. На конференцијата учествуваат представници од националните влади, академски институции и меѓународни организации. Европската унија соопшти дека во разговорите ќе биде опфатено како да се даде приоритет на потребите на Украина и кои опции постојат за финансирање проекти. Украинската влада заедно со Европската комисија и Светската банка во септемврискиот извештај проценија дека обновата на Украина може да ги чини 350 милиарди долари по руската инвазија. Остануваме на тема Украина. Милиони украински ученици се враќаат во училниците и покрај воздушните сирени кои се уште ги прекинуваат часовите. Со уништени повеќе од 2000 училишни згради низ целата земја, учителите напорно работат на обновата на училишниот систем. Богдановка беше под руска окупација 20 дена. Руските сили ги претворија локалното училиште и градинка во база и болница. Кога украинската војска дошла да го ослободи селото, русите ги запалиле училишните објекти, претворајќи ги во пепел. Шетајќи среде урнатините околу објектот што беше фокус на незиниот живот, директорката на училиштето се сеќава како со својата ќерка тинеџерка бегала ноќе, а кога се вратила, наишла на пустош. Школа и садочок в населеному пункте. Училиште и градинка во село, тоа е срцето на се. Значи ова беше најболното нешто што се случи во селото. Кога разбравме дека училиштето гори, се надевавме дека нема да изгори до темел, но набргу дознавме дека од него не останало ништо. Стоејќи на местото каде што и била канцеларијата, таа се осврна за тоа колку технолошки напредно било училиштето и како сонува да ги врати своите ученици во клупите. Се залага за што поскора обнова на училиштето. Повеќе од 300 ученици од ова село се вратија за новата учебна година, а локалните власти се обидуваат да ги сместат семејствата и да внесат нормалност во животот на децата. Олександар Куценко, кој го надгледува образовниот систем во локалната заедница, вели дека сите деца во ова село го продолжиле образованието во околните објекти. Во овој момент се работи на обнова на образовниот објект. Разбираме дека земјата е во војна и нема доволно пари, затоа се надеваме на помош од инвеститори. За сега, како привремено решение, овој локален културен клуб се реорганизира за да биде домаќин на училиштето. Иницијативата на граѓанско општество, предводена од поранешната министерка за образование Хана Новосад, помага во проектот. Русија води војна, не само против украинскиот народ, туку и против образовниот систем. Ако ги погледнете размерите на уништувањето, тоа е огромно и навистина е тешко да не се забележи дека намерно ги уништуваат нашите училишта. Повеќе од 2000 училишта широм земјата се оштетени, а има стотици села како Богдановка, каде нема ниту едно училиште и нема пристап до образование. И тие го прават тоа многу експлицитно и од идеолошки причини. И покрај пустошот, објектите за учење на децата се враќаат во живот. Уредивме така наречен дигитален простор за учење. Ова ќе биде простор за децата кои живеат во ова село, при што ќе имаат пристап до интернет и ќе можат или да учат сами или да имаат онлайн часови. Децата и наставниците сакаат да го продолжат образовниот процес. Дури во недела, децата се враќаат
во нивното оштетено училиште и се приклучуваат на напорите да ја вратат својата локална заедница во секојдневниот живот. А во САД, исто како и во Македонија, американците вообичаено гласаат за две партии и тоа за кандидатите на Демократската или Републиканската партија. Но една нова партија се надева дека ќе го разниша американскиот гласачки систем. Стив Херман известува од Елизабет, Нью Џерси. Секој претседател на САД од средината на 19 век или од Републиканската или од Демократската партија. И нема вистински кандидат од трета партија во Конгресот повеќе од 50 години. Многу од помалите партии се фокусираат на едно прашање или филозофија. И сакајќи да останат доследни на нивната кауза, не успеваат да привлечат доволно гласови за да ги изберат нивните кандидати. Според Мика Сифри, писател и активист за демократија кој напиша книга за трети партии. Тие се спротивставуваат на систем кој е навистина пристрасен, може да се каже и наместен, против способноста на помалите партии да постигнат голем напредок. Неаме пропорционална застапеност во САД. Дури и да освоите 5% од гласовите, не добивате 5% од претеничките места. Најпостојаната трета партија во Америка е партијата за прохибиција, која има претседателски кандидат на сите избори од 1872 во незиниот обид да го забрани алкохолот како пијалок. Причина за незиното постоење беше законот од 1920 до 33 кога се отвори овој бар во државата Нью Џерси. Тогаш, американците во услови на економска депресија колективно одлучија дека им треба на вистина жесток пијалак. Околу 2 милиони луѓе гласаат за кандидати од помалите партии за представничкиот дом на САД во 2020 година. 2 милиони од 120 милиони гласачи. Тоа не е значителна бројка, но може да биде важно. Во многу тесни трки неколку гласови за либертаријанската партија, зелените или партијата за прохибиција, или што и да е, дефинитивно може да ги променат тие трки кога се навистина тесни. Оваа година на политичката сцена на САД влезе партијата Напред. Меѓу неговите основачи, бизнисменот Ендрю Јанг, кој неуспешно мина како кандидат демократ на претседателските прелиминарни избори на таа партија пред 2 години и повторно лани во трката за градоначалник на Њу Јорк. Нему во партијата Напред му се придружија поранешната гувернерка на Нью Џерси Кристин Тод Витман, која беше републиканка, а која стана гласна критичарка на поранешниот претседател Доналд Трамп. Треба да се промени системот. Затоа поддржуваме гласање со рангирани избори и отворени прелиминарни избори. Тоа би значило дека кандидатите на двете партии ќе мора да се надпреваруваат и да разговараат со сите, а не само со нивната база. Представувајќи се себе си како центристичка алтернатива што ќе поддржи некои демократи и републиканци или ќе учествува со своји кандидати во инаку неоспорни трки, партијата Напред се залага за гласање со рангиран избор, познато како гласање во вториот круг. Во овој систем, гласовите на кандидатите со најниски резултати во прелиминарните избори се прераспределуваат на посилни кандидати. Ќе биде потребно време да се прифати ваков начин. Потребно беше и време за да стасаме до точка на скршен, речиси расципан изборен систем. Нашата платформа е најдобра од сите, но луѓето засега не реагираат на тоа. Останува да се види дали електоратот ќе реагира на нова, умерена партија во Америка, која е популаризирана од кога била уште од ерата на граѓанската војна, а од кога републиканците и демократите почнаа својата долга доминација во политиката на САД. И со го завршуваме денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Иван Чономовски од студиото во Вашингтон. Ви посакувам пријатен остаток од денот.